Во модерното печалбарство летото е период кога трендовите се најлесно видливи. Населените места во Македонија се полни со автомобили со странски таблички на нашинци во посета на родниот крај. Но летото е сезона кога се регрутираат и многу нови печалбари, особено во земјите со развиен туризам. Во последно време, хит дестинација за работа е Малта. Неофицијалните статистички податоци со кои што располагаат туристичките агенции кои посредуваат за работа, говорат дека 4 до 5.000 македонци во последните 2 па и 3 години решиле да ја пробаат среќата во оваа островска земја. 360 степени директно од Скопскиот аеродром со слика весели во Малта. Да видиме што работат и како живеат македонците таму. Само еден час на небо го допревме тлото на Малта. За време на необично долгото чекање на пасошка контрола на граница на ЕУ, слушнавме гласини дека навалата на балканци без европски документи придонела за заострени проверки при влез во Малта. Се бараат по голема сума кеш како основа за туристички престој и адреса за престој. Дури потоа доаѓа средечното: добре дојдовте во Малта. А Малта, остров во Медитеранот, со своите 450.000 жители на само 316 квадратни километри, е една од најгусто населените држави. За споредба, Малта има речиси 100 пати помала територија од Македонија, но дури 20 пати е погусто населена од нашата земја. Собира илјадници туристи и работници од целиот свет преку цела година. Голем дел од нив се македонци, некои сезонски, а некои доселени и на подолго. Таков е примерот на Антигона Дамовска, која пред 3 години дошла да го посети својот брат, но од тогаш не се вратила дома. Последните години пред да дојдам во Малта, значи имав свој салон во Скопје и истата работа ја работев и таму. Беше добро, не е дека не, нели нашата бранша секаде ја има и секаде е барана. Меѓутоа, животот тука е сосема друг, порастеретен. Не ги мислиш проблемите и не размислуваш многу за не многу, него за политичката ситуација тука немаш. Убаво се работи, убаво се заработува. И во Македонија моментално само размислувам на гости, да одам и на одмор. За разлика од други земји во ЕУ, процедурата за вработување во Малта и со македонски пасош се чини поедноставна. Трае околу месец и половина, а започнува со поднесување документи во Малтешкиот завод за вработување. Прво се добива син картон за легален престој, но не и за вработување, зашто услов е добивање лична карта за странци. Откако ќе се земе и овој документ, може да се излезе од црната зона и да се работи легално. Овој пат планира да го помине и 27 годишната правничка од Скопје, Марија Николова, која минатата година дошла туристички да подготви терен, за годинава да остане подолго. Ја сретнавме во кафулече и газде од Македонија, единствено вакво во Малта. Почнав да чувствувам дека секој ден поминат во Македонија ја навредува мојата интелигенција. Македонија стана невротично општество, нездраво општество за живење, безперспективноста, неказнивоста, криминалот. Едноставно Македонија стана премногу лошо за место за живење и сметам дека тоа не би можело да го надокнадат и високи плати. Работа во хотели, ресторани, спа центри, но и сметководство, ревизија и во IT сектор. Ова е спектарот на области во кои најчесто работат македонските државјани во Малта. Во туризмот платите стигнуваат и до 1300 евра месечно, а во финансискиот сектор и програмирање одат и на 2500 евра. Сепак голем проблем се високите кирии за стан
бидејќи за помалку од 800 евра тешко се доаѓа до пристојно живеалиште. Но Зоран Дамевски и Мирослав Јаневски и двајцата хаус мајстори во хотел имаат различно искуство. Работам 20 месеци, значи веќе. Овдека доста сум задоволен и од хотелот, доста добро сум примен тука. Задоволен сум и од платата. Комотно живеам, плаќам кирија, што се вика, стан плаќам тука. И сум релативно многу позадоволен него од Македонија. Единствен проблем што го имаме тука е сместувањето. Кириите се многу високи за нас. Мислам да живееш сам во стан и ќе видиме. Ако исполниме некои услови, може би ќе останеме тука, да видиме, да побараме, да си купиме некое сместување. Решивме да ја слушнеме и другата страна на приказната. Каква е перцепцијата на малтешките газди за македонците? Шарлота Бела, кој е собственик на неколку комплекси, хотели и апартмани, признава дека тешко се наоѓаат добри работници. Споделувајќи го искуството со работна сила од целиот свет, вели дека има позитивна слика за македонците, па затоа негов избор се најчесто тие. Their attitude is very much like ours. You'll find most of them, a good 95% of them, which they have the same mentality, very hardworking. Nowadays it's easier to get the documents for them, in the sense. But the ones that I have, they are planning to stay for a long period. If not all their life, but for a good number of years. Но има и такви, чии планови за еднината веќе се врзани за Малта. Еден од нив е Весна Витанова, која речиси цел живот се занимава со фудбал, а во Малта е тренер на аматерска машка фудбалска екипа. Може би економски е поразвиена, меѓутоа од другите страни, кога ќе разгледам како функционираат банките, какви патишта имаат и сите други работи, е многу назад од Македонија, меѓутоа сепак социјалниот пристап, сите други работи им се безпрекорни. Доколку двајцата родители работат и нормално се пријавени и плаќаат тие социјално, значи ги следува бесплатна згрижување на децата во градинка од 3 месеци па натака. Училиштата се бесплатни, исто така факултетот е бесплатен. Од разговорите со нашинците, дознавме дека функционирањето како една заедница е тешко остварливо, бидејќи политиката ги разединува македонците, дури и во Малта. Ние секаде сме поделени. Во Македонија се поделивме на политички и тука исто дојдовме и тука се поделивме, да не кажам политички, меѓутоа така личи. Има групи во кои си помагаме, си споделуваме искуства, дури и си помагаме вака лично одиме. Меѓутоа има и други групи кои што се со некоја друга цел формирани, со цел да си створат приходи за самите себе. Меѓутоа тоа е нивен избор, ние знаеме тука кој што е, како е, бидејќи Малта е мала. Постојат две регистрирани здруженија на македонци. Едното е блиско до конзервативните обединети здруженија од диаспората. Со нив не успеавме да стапиме во контакт. Другото е Форум за демократска Македонија, кој се формираше под движењето Протестирам. Дел од оваа група е Игор Филевски, кој во домашната јавност е попознат како Филе Топки, кој веќе 4 години е стациониран на Малта. Оно што би рекол друго во однос на функционирањето на Форумот за демократска Македонија е тоа дека ние сакаме да го воспоставиме тој однос помеѓу македонците во Македонија и ние кои што сме иселенци да помогнеме максимум про боно во сите можни аспекти и да шириме таа култура помеѓу Македонија и Малта. Другата организација, мислам дека повеќе има бизнис и гледа бизнис низ тоа. Ќе слушнете и јас сум слушнал дека носат работници од Македонија, како ги носат и колку ги носат, не знам, искрено не би било добро да зборам, единствено што знам дека тоа се некои правила и принципи што не се баш по сите критериуми. Дури неодамнешната посета на премиерот Зоран Заев на Малта помина во разединувачки амбиент на македонската диаспора. Представници на едното здружение ја напуштија средбата со премиерот,
откако соопштија дека се против промена на името, додека од Форумот за демократска Македонија дадоа поддршка за решавање на спорот и за образување на интегративните процеси. Иако Заев уште тогаш најави, од македонското МНР не откриваат докаде е постапката за отворање конзуларно представништво во Малта, каде според проценките се иселиле близу 10.000 македонски државјани.